Прво, добро утро до нив. Едната е председателка на Сдруженијето Добре дојде Македонија, а другата не е вработена во амбасадата на Република Словенија. Добро утро до двете. Добро утро, Ирена. Убава тема. Старите традиционални македонски занаети ќе ви е темата. Многу повеќе ќе слушнеме од вас, повелете. Благодарам, Искра, за убавата најава. А ова утро ќе зборуваме за ревија која што ќе се случува на 25 октомври во петок во лабораториум со почеток во 21 часот, а насловот на оваа ревија е во ритмот на македонските традиционални занаети и креации, која што впрочем оваа ревија е дел од еден поголем проект. А за проектот и за ревијата ова утро наши и ваши гости се веднаш до мене Емилија Миладинова Аврамчева, председателка на Сдруженијето Добре дојде Македонија Welcome Center, и господјата Шермин Елези, која што ни е представник од Словенечката амбасада овде во Република Македонија. Овој проект е во соработка со Словенечката амбасада. Драги мои дами, добро ви утро. Официјално добро ни дојдовте во утринската програма. Убав настан, убав проект на кој што веќе работите од месец април, и дел од проектот е онаа ревија која што ќе се случува на 25 во петок. За почеток, Емилија, со вас да го објасниме проектот. Тој е веќе започнат, доаѓаме до едната фаза. Уште една фаза ќе следи подоцна. Која беше целта на проектот и да го објасниме малку за што станува збор? Добро утро и најпрво благодарност до телевизијата Алфа што сме еве денеска тука и имаме можност да кажеме некој збор за проектот. Ова е проект кој е поттикнување на женското претприемништво. Овој проект беше започнат минатата година, а оваа година продолжува со едно ново име, а тоа е поттикнување на иновативноста и креативноста на жените на пазарот. Значи, тоа е проект кој што ќе овозможи оваа година на 60 жени да добијат знаења во мануелни вештини, тоа значи плетење, везење, шиење, ткаење, а на 100 жени да добијат и знаење преку семинар за бренд менеджмент и за креирање на малите бизниси, што значи да бидат во состојба откако ќе ги стекнат тие знаења за мануелни вештини, да стекнат и знаења како да дојдат до знаење како полесно да ги продаваат своите производи, како полесно да го промовираат својот бизнис, да го брендираат својот бизнис и да бидат едноставно да се појават на пазарот на трудот со многу алатки во своите раце. И да бидат конкурентни. Тоа се алатките, конкурентноста и успешност. Така. Сега кажавме дека дел од овој проект се и ревијата, која што се случува во лабораториум, која што започнува во 21 часот. Кој се ќе настапува на оваа ревија? Дали се веќе готови моделите, да кажам? Дали веќе имате одбрано се? Какво се тие пред ревијата, какво е расположението, да кажам, на учесничките? Значи, веќе од април, кога е започнат проектот, течат овие од обуки за мануелни вештини, плетење, шиење, везење, ткаење, така што веќе имаат изработени модели. Модна дизајнерка на целиот овој проект, кој го води креативниот дел на овој проект, е модната дизајнерка Ирина Тошева, која цело време работи со менторите на овој проект и веќе имаате изготвено модели, дизајни кои ќе ги носат. Тоа се работилниците. Од работилниците кои што се случува. Токму оваа фотографија би сакала да истакнам, затоа што ние со овој проект за прв пат го оживуваме после толку години занаетот на ткаење. Занаетот на ткаење е веќе скоро изумрен. Само неколку млади момчиња имаат вештини за ткаење. И ние повикавме ментори кои ќе овозможат на учениците да го покажат тој занает на ткаење, и вие нема да верувате со каков интерес младите почнаа да ткаат.
Момчиња кажавте. Да, момче, да, сакам Браво, да кажам, тој е студент Дамјан Ристевски, кој ткае, кој наследил занаетот од баба му и сега е едукатор. И со овие работилници се ткаат материјали кои ќе бидат дел од модни детали на ревијата или ташнички, чантички, колани и така натака. Значи сите овие 60 жени и девојки веќе земале учество затоа што они овие месеци учат како да дојдат до финален производ. И ревијата е токму тој финален производ, меѓутоа исто така важен дел од проектот е и базарот на рокотворби кој ќе се случи 14 декември, каде што тие што научила занаети со мануелни вештини ќе имаат можност да ги изложат и да бидат конкурентни на пазарот на трудот заедно со останатите учесници. Одлично, многу убаво. Навистина, многу ми е вака секогаш задоволство кога се реобновуваат овие стари занаети, или како ткењето што кажавте, што веќе за жал е во изумирање, ама вие го обновувате, го враќате повторно актуелно да биде за младите жени, па зошто не и за момчиња, бидејќи кажавте момчињата се тие кои што се едукатори. Навистина убав податок. Сега ова го правите во соработка со амбасадата на Република Словенија, овдека во Македонија. Ке зборуваме малку подоцна за тоа кои се придобивките од проектот, меѓутоа која е улогата на амбасадата во Словенија во рамките на овој проект? Добро утро и од мене. Во име на амбасадата на Република Словенија сакаме да ви се заблагодариме за поддршката која давате на проекти поддржани од страна на нашата амбасада, како што е и денешниот проект за кој сме поканети. Значи, пред да ви одговорам на прашањето, би сакала накратко да ви кажам дека значи, овој проект е согласно со програмата за економски развој на што го нуди Словенија како членка на многу меѓународни организации и која големо внимание посветува на родовата еднаквост и квалитетното образование. Значи, како што знаеме дека во годишен план се потпишани многу билатерални договори за соработка со нашата држава и со Македонија нормално. И имаме реализирано многу проекти во оваа област, како што се управување со значи со отпадите, со питната вода, со областа во енергетиката. Родовата еднаквост е една многу битен елемент и квалитетното образование, и токму поради тоа одлучено е веќе втора година. Значи, проектот со Welcome Center е веќе продолжение или надградба на првиот проект кој минатата година се покажа и докажа како многу успешен проект. Резултатите, иако ги очекувавме долгорочно, беа видливи одма после проектот, каде што повеќето од учесничките успеа да отварат своји бизниси, да брендираат своји продукти и да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Да. И сега кажавте дека дел од работата на Словенечката амбасада е да ги унапредува, да кажам, и односите меѓу двете држави, кои што се на одлично ниво. Само сакав да ве прашам, која е корелацијата меѓу македонските занаети и традиции и словенечките? Односно, кои се сличностите, ама кои се и разликите? Да, значи како што е она што учат нашите учесничките на проектот од Словенија? Да, како што рековте, значи и културолошки, и географски сме Словенија и Република Северна Македонија се многу блиски. И во овој дел на таа корелација можам да кажам дека исто сме слични, но меѓутоа формалното и неформалното образование во Словенија е многу убаво уредено, да речеме на многу високо ниво, каде што се поддржува и се финансира од самата држава. Значи, започнувајќи од средното образование и за возрастни и за млади е исто, значи еднаков пристап и еднакви права ги имаат, што значи дека и повозрастните може да посетуваат формално и неформално образование, со тоа што нивното образование се признава
и од неформалните образовни институции преку системот кој е за професионална квалификација што стапи во сила од 2000 година. Значи се акредитирани и сите овие занаети се служат за сите граѓани, за сите заинтересирани. Дали има сличности некој во занаетите? Дали таму има исто ткање, везење? Сигурно така дека исто? да, сигурно дека да и се посветува големо внимание. Само сака да кажам дека начинот на подржување и финансиски е малце поразлична, за која што мислам дека Словенија може да да го сподели тоа искуство и овде, нели? И сега овој проект е подржан и е финансиран од Република Словенија, така, за овие... Да, значи имаме ние исто и уште еден проект во сличен формат, значи со обуки. Едното е значи за економска стабилност, да речеме, на ранливите групи, како што се жените, значи мајки, родители на деца со посебни потреби и исто така можам да потенцирам дека многу внимаваме да бидат вклучени сите етникуми кои живеат во Македонија и малце оваа година го проширивме проектот, го децентрализиравме со тоа што не е само Скопје во фокусот, туку ги имаме и Струмица, Битола, Куманово како градови, проширена и голем и бројот на учесници, како што кажа госпоѓа Емилија, се со цел да се добие од овој проект, бидејќи интересот е голем, потребата е голема и зошто да не? Да. Значи не е само Скопје во прашање, така? Тоа сакам да имате и други Струмица, Битола беше? Да, тоа сакав јас да кажам и неколку сегменти на проектот. Значи ова е потикнување на женското предприемништво. Овој проект е инклузивен, значи вклучува и жени од ранливи категории. Овој проект води сметка за децентрализацијата, значи 4 општини се вклучени во овој проект: Скопје, Куманово, Битола, Струмица, не да заборавим. Она што е важно дека водиме сметка за зелената агенда, тоа значи користиме рециклирани материјали, поготово ткаењето е од материјали кои ги собираме од фабрики, од домаќинства, кои се сечат и потоа се дел од ткаењето. Имаме и видео исто подготвено од како изгледа работилницата, па може да додека разговараме за ова да оди да видат гледачите како тоа изгледа. Еве дел од вашите работилници, така? Да. Продолжете се. Овие работилници се за шиење, овие за плетење, значи во сите градови Струмица беше исклучително за плетење, во Скопје текче обуки за шиење, а во Куманово и Битола во средните текстилни училишта се одеше со сите програми, со ткаење, со шиење, со плетење, со везење. И сега сите тие 60 жени кои беа дел од овие работилници, секој по некој елемент прават и на 25 ќе бидат дел од ревијата. Значи сите тие на некој начин се дел од модната ревија. А она што е интересно дека на ревијата ќе се појават жени од дипломатскиот и општествено-културниот живот во Македонија со цел да се потикнат овие девојки дека нивната работа е вредна и во иднина може да дизајнираат и работат за познати личности. Кои се придобивките од овој проект и каков беше интересот? Кажавте само за девојки беше, за жени наменет, имаше возрастна граница? Ова беше за девојки и за жени. Во Скопје и во Струмица имаме девојченца по 14-15 години. Толку млади, каде што тоа им е семеен бизнис, нивните мајки работат и им потребно им е и дечињата да работат за нив како семеен бизнис. И тоа е придобивките на овој проект за потикнување на тие семени мали бизниси. Едноставно, бенефити ќе бидат точно корисници на овој проект се жените и девојките, вклучително и жени од ранливи категории, кои со овој проект ќе им овозможиме да дојдат до сопствен бизнис. И ова ќе биде потикнување
и на останатите жени и мајки, девојки да се вклучат во вакви програми и да знаат дека само вработувањето може да биде инвестицијата во себе, може да биде многу голема и тоа да биде извор на екзистенција. Значи, ние имавме од минатата година една мајка на дете со аутизам, која беше дел од нашите обуки, а оваа година веќе она е обучувач за плетење на кукли. Така што нашите корисници кои беа минатата година беа дел од нашиот проект, сега веќе се вклучуваат како едукатори. Така што ова е многу потикнувачки и мотивирачки. И морам да кажам дека на сите повици имаше отворен повик каде што нашите тимови работеа и мислам дека успеа да ги извлечат оние што покажаа поголема мотивираност и желба да се успее во бизнисот. Затоа што вие ако немате желба да успеете, многу е тешко тоа да се гради. Меѓутоа, она е убаво што ова беше инклузивен, имаше дел од ранливи категории, имаше жени кои сакаат да успеат, имаше мајки, имаше девојчиња кои сакаат да го продолжат семејниот бизнис. Овдека Емилија ми се наметнува следното прашање и веќе и последно. Која е иднината на овој проект? Кажавте дека ова е веќе втора година поред. Завршува сега, да кажеме, во декември со оној базар, каде што сите ќе имаат можност да ги представат своите производи, ама што понатаму? Ќе има ли можеби трет дел од проектот? Да, јас би сакала, затоа е амбасадата на Словенија, да речем, таа што може да одлучи. Но и овие 2 години под овој проект е одржлив. Тоа значи дека ние сме ги дали алатките на жените за самовработување. Тоа значи дека сите овие жени и оваа година, и минатата година, оваа година се 100 жени опфатени, минатата година беа 35 учеснички, значи они ги имаат алатките во раце да можат и да бидат не само него да бидат еве обучувачи и ментори да бидат. Значи ова е обука каде што е потикнувачка, каде што има еден одржлив развој и овие девојки, жени, еве девојченца што ги помина овие обуки, ги имаат алатките да бидат конкурентни на пазарот и да успеат да се самовработат. Ете така. Ви сакавте да, нешто да јас само сакав да додадам на кратко дека на нашата амбасада значи е отворена преку програмата за економски развој да идентификува потреби, значи каде треба да се делува и сите проекти во областа на животната средина, родовата еднаквост, значи како што напомена квалитетното образование се сите отворени. Нормално во соработка ќе се потрудиме со поединци, организации, вклучувајќи ги невладините организации, заедно да направиме годишен план и да видиме во кои делови би можеле да поддржиме проекти кои се нормално успешни и ќе помогнат на ова наша пријателска држава, нели? Благодарам. Така е. Ви благодарам многу за гостувањето. Се гледаме во петок, во 21 часот во лабораториум на она преубава ревија, не е завршница на проектот, има нели уште еден дел од проектот. Ви благодарам за гостувањето и се гледаме во наредна прилика.